Учесниците на денешната јавна расправа на тема можност за употреба на вештачката интелигенција во јавниот сектор посочија дека без правна регулатива може да направи повеќе штета отколку корист. Советникот во Државниот завод за ревизија Сашо Јаковчевски, кој го презентираше извештајот, рече дека потребна е сеопфатна дигитална инфраструктура, бидејќи имаме растечка база на знаење која може да се вклучи во спроведувањето на вештачката интелигенција во јавниот сектор. Според државниот ревизор Максим Ацевски, институцијата е лидер по примена на дигитализацијата, бидејќи посетеноста на веб страницата за кратко време пораснала за 6,34%. Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски посочи дека Министерството веќе има проекти со кои се очекува да се спроведе вештачката интелигенција во јавниот сектор. Ние веќе започнуваме да ги имплементираме и да ги реализираме. Државата има стратешки пристап кон употребата на вештачката интелигенција. Не одиме со 1-2 адхок мали проекти, некоја мала алатка или некоја дополнителна играчка која што може да се искористи на некој владин портал, туку одиме со два суштински пристапи. Едниот е донесување на стратешка рамка за употреба на вештачката интелигенција. Прво како дел од националната ИКТ стратегија, вештачката интелигенција е дел од четвртиот столб, вештачка интелигенција, нови технологии и поддршка на бизнис секторот. И вториот елемент во имплементацијата, тоа е везилка Националниот центар за вештачка интелигенција. Пратеничката и координаторка на Клубот на младински прашања и политики Драгана Бојковска рече дека во работата на собранието е вклучена вештачката интелигенција. Самата алатка е достапна на самиот портал собрание.мк. Алатката се состои од начин на кој што одредена седница ќе може да биде вставена како линк на самата алатка и преку самиот чат-бот се истражува дали на таа седница е коментирано за нешто, дали одреден пратеник зборувал за одредена тема, кои се неговите ставови, така што една ефикасност овозможува за да се даде една институционална меморија за тоа колку, што и зошто се зборувала на определена седница. И најглавната компонента од оваа алатка е што ги вклучивме студентите од Финки, што значи дека им се дава простор на младите на вистина да влезат во институциите. Пратеникот Димитар Ковачевски, повикувајќи се на европските истражувања, рече дека речиси 90% од работодавачите до 2030 година очекуваат вештачката интелигенција да го трансформира нивниот бизнис и дека државата нема многу време за трансформација на процесите. Учесниците во јавната расправа порачаа дека само со силна регулатива може да се обезбеди ефикасност која ќе биде во служба на правдата и граѓаните. Според нив, потребна е национална стратегија, заштита на личните податоци, институционален капацитет и правна заштита.